Почитувани, изјавите на Таравари и на Мицкоски отвараат сериозни сомнежи дека матни дилови се кријат за обидот да се шитне паркингот на клинички центар. По бурните реакции на јавноста, власта е фатена во тесно, па се обидува да го заташка скандалот. Суштинско прашање е дали уште во самото објавување на огласот од страна на Министерството за здравство се распишани услови кои можела да ги исполни само Ѓока Construction. Дали однапред било се договорено? Како е дојдено до скандалозните услови? Само 1% од профитот да биде за државата, да има поскап паркинг за пациентите од 50 денари и со сомнителни рокови од 20 години. Дали, почитувани, за овие услови се кријат бизнис интереси на власта или некој земал големи провизии? Додека Таравари и Мицкоски се обидуваат да се извадат, фактите говорат јасно. Некој првично прифатил државата да се откаже од 99% од профитот, оставајќи го профитот на фирмата. Некој прифатил и цената на паркингот за пациентите да биде покачена на 50 денари, што Таравари јавно го соопшти. Како и фактот да биде отстапен на 20 години користење, со што владата ја врзува државата во долгогодишна штетна сделка. Зошто ниту една македонска компанија или јавно предпријатие не добила можност да конкурира за овој профитабилен бизнис? Дали договорот е однапред наместен за фирмата Ѓока, може да се открие само со објавување на договорот кој сега велат дека нема да го потпишуваат. Фирмата, почитувани, била под истрага во Албанија, откако добила пари за изградба на патот, но патот не бил целосно завршен, а има информации дека им се урнале 2 тунели. Сето ова ги подгрева сомнежите дека може станува збор за класична корупција со високи провизии. Затоа овој скандал мора да биде целосно расчистен. СДСМ, почитувани, бара итно владата да го објави договорот со Ѓока јавно. Антикорупцијската комисија и сите надлежни институции веднаш да отворат постапка за расчистување на случајот. Граѓаните имаат право да знаат дали тендерот бил наместен за однапред договорена фирма. Оваа власт на ДПМН и Влен мисли дека може да продава државни ресурси на штета на граѓаните, но СДСМ тоа нема да го дозволи. СДСМ е тука да ја штити државата и народот. Ви благодарам.